Здраво, јас сум Нина, а ова е новата епизода од Децата зборуваат. Заедно со Тимота и Сокол Горица. Денеска се забавувавме, се смеевме, ни беше многу интересно. А со кого се дружевме, ќе видите во продолжение. Дарин и Емилија се нашите денешни другарчиња. Со нив ни беше презабавно. Како се поминавме, за што разговаравме, гледате во продолжение. Нашата прва другарка се вика Емилија, ама ние рековме дека ќе ја викаме нагалено Емче. Емче, ќе ни кажеш ли колку годинки имаш? 5. 5. Сега наполни 5? Брзо? Кога ти беше роден ден? Па на 5 ноември. На 5 ноември. А, ние тука сме негде близко. Мене ми е зимно време роден денот. И како ти изгледаш роден денот, да не кажеш? А убаво. Имаше ли многу другарчиња? Да. Да. Колку другарчиња имаш? Или не можеше да ги доброиш што беа толку многу? Не. Не можеш? Кажи ми, кои ти се најдобри другарки? Имаш ли? Марика и Бела. Марика и Бела. Зошто баш Марика и Бела ти се најдобри другарки? Зашто заедно си играме секој ден. Каде се запознавте со Марика и со Бела? По гради. Во градинка. Ни кажа мама дека многу сакаш да црташ. Да. Што најмногу сакаш да црташ? Па кога јас. Јас се цртам со мама, снежкора, цртам пчели, пепелки, тоа. Секој настан што ќе ти се случи убав, ти ќе го нацрташ, така? Ти ни донесе 2 цртежи на нас и дали можеш да ни кажеш, да ни раскажеш, односно да ни објасниш кога ги нацрташ, што представуваат тие цртежи. Само јас морам да кажам дека се преубави, ја мислев дека некој уметник ги цртал. Да не ти помогна некој со цртањето? Не. Сама ги црташа? Кажи ми првен кога ги нацрта. Јас ги нацртав вчера. Што ти беше инспирација за да ги нацрташ? Јас знам вака да цртам секогаш. Браво! Ајде да ни покажеш што си, може да им покажем на другарчињата што имаш нацртано. Што е први на ова? И сама знаеш да си го напишеш името. Леле, браво! Дали ова е твоето куќа? Да. Вака да ги покажеме сега, не знам на која камера ќе ни ги... Еве вака. Ајде да ни кажеш што имаме на оваа фотографија. Тука ова сум јас, тука истрчувам на 4 деца како игра брканица, одам на брка. Они те бркаат. Тој се позади мене. Позади тебе се. Те фатиле или не те фатиле во брканица? Толку си брза ти во брканица, не може да те фатат? Браво, Имче, чека ќе го ставиме тука, а ќе го закачиме, потоа кога ќе завршиме, ќе го закачиме во ходник, сите кои ќе дојдат да видат, кои ќе прашат чива е оваа хубава фотографија, да знаат. Добро? И на следната фотографија што ни нацрта? Па ова си ти, ова сум јас, како спорам на микрофон. Леле, колку убава, леле, Емче, оваа во рамка ќе ја ставам дома. И имаш, ќе ми го напишеш после тука и моето име? Многу срциња. Ова е многу голема љубов, така? После ми ќе се гушнеме. Чекај вака се тука кај се гледа. Оп, еве сме тука. Браво. Ти благодарам. Да знаев и јас ќе ти нацртав нешто, ама после емисија ќе ти нацртаме на петка со што сакаш на раче. Може? Кажи ми како ти почнува најчесто денот? Со што го започнуваш денот? Па многу сакам да одам на плоштад. На плоштад да одеш? Со тротинет. И тротинет знаеш да возиш. Кажи ми што има убаво на плоштад? Па се јади сладолед. Дали помагаш на мама при готвење? Да. На вистина? Например, колачи, пичи и така. Кажи ми, дали можеш да ни кажеш еден рецепт како се прават колачите твои најомилени? Или питата твоја? Па ќе ти кажам како се прави банана бред. Ајде да ми кажеш како се прави банана бред. И ќе ги замолиме тука што ќе не гледаат бабите да запишат, да им направат и они на внучињето убав банана бред. Може? Ајде да ни кажеш. Прво ќе ставиме две банани, после ќе ги измечиме со вилушка, па после ќе ставиме малце какао, потоа ќе ставиме малце да биде убаво да мирише убаво. И да ставиме брашно за пeciво, после ќе го измешаме и ќе го ставиме во тама и ќе го испечеме. И после одгоре ќе ставиме за колачи, така како со. Колку време се пече?
Пол, дали мислиш дека запиша бабите? Ќе си вратат ако не запишале да направат. И тој е најубавиот банана бред. Дали банана бред ти е најомиленото јадење? Или има некое друго јадење што многу ти се допаѓа? Банана бред ми е. Банана бред. Јас правев завчера, ама како ми отвори апетит, се два чекам да одам дома да пробам и сега. Освен тоа што многу сакаш да ја помагаш на мама да готви. Што друго најмногу сакаш да правиш дома? Сакам да ја помагам со чистење. Со чистење? Па па ти си совршена девојче. Значи помага со готвење, помага со чистење. Значи мама толкава голема помош има дома. Така, ама после сигурно мама тебе ти прави друштвово играње. Да, и си играме заедно со мама. Така. Која ви е најомилената игра што играте со мама заедно? Во кафана. Што во кафана? Каква е таа игра во кафана? Па мама ќе порача нешто и јас ќе дадам. Ти си келнерката во кафаната? Да, мама а после се правите ли промена? Пак се јас. Пак? Дали мама има големи барачки и многу пати те враќа напред-назад или не? Еднашка нарачува и толку. И што најмногу сака мама да не сака и во кафана банана бред? Па не. Не, ти што најмногу сакаш да јадеш во кафана, кажи ми? Па сакам да јадам чорба. Чорба сакаш да јадеш. Оф. Топла. Топла. Од што чорба? Риба. Што мислиш, зошто е важно да ги слушаме другите кога зборат? Да не се прекинуваме и да каже едниот по другиот. Зошто е толку битно да ги слушаме другите дур разговарат? За да видиме што ќе каже. Ти дали секогаш ги слушаш другарките, мама, тато, што ти кажуваат, што зборат? Да, и тоа е многу важно така да не се прекинуваме, иначе нема да го слушнеме другиот што сака да ни каже. Така како знаеш дека некој не е фер во нешто? Ако насарта мува мене што ми се свеки, ако некој ме рече дека јас, значи вчера денес му реков дека му е убава, а он мене ми рече дека не ми е убава. И тоа значи дека не е фер. А дали тебе некогаш по грешка ти се случило да бидеш нефер со некој? Или не? Така, тоа е битно дека знаеш што е да си нефер и заради тоа ти не ги правиш така работите. Така, кажи ми со другарките, дали некога се случува да се скарате? Па да. Зашто најчесто се карате со другарките? Најчесто се караме за листови. За какви листови, срца? Мене неска во градинка, они ми го скинаа листот, они отидоа да го стават карминот. Ранеци и ми го отвориле шкафот и ми го скинале листот. И ти го скинале, и после како ги решавате тие караници од кога ќе се скарате? Ако јас така им правам. Што би направила ако видиш дека е некој осамен? Ќе го прашам прво зашто е тажен и потоа он ќе ми каже и јас ќе си играм со него. Ти ќе си играш, која игра би ја играла со некој дете да го расположиш? Жмурка. Жмурка? Дали ти често играш жмурка? Да. Дали имаш некое тајно место за криење? Која ти е најтајната? Ајде да ни кажеш сега една тајна. Која ти е најтајното место за криење? Најтајната ми е да се сокријам. Например, ако играм со другарчињето, ако ме дојдат под маса и ако има чаршав на масата, јас ќе спуштам чаршава за да нема види си домовите ќе ги ставам да нема. Навистина? А дома, кое место ти е најскришно за жмурка играње со скриење? Па под маса. Под маса? Големите дали може да играат жмурка? Да. Да? Кај се кријат големите кои играат жмурка? Да речеме се сакам да се сокриеме на големо место. Кажи ми како бирате во жмурка кој ќе жмури, а кој ќе се крие? Па најчесто јас жмурам. Тоа дека си многу добро ги наоѓаш после другарчињата? Да. Да, заради тоа тебе ти е најинтересно да жмуриш? Да, ма јас што знам како мириса децата и ги мирис. Како ги мирисаш? Како ги познаваш по мирис децата? Како ги познаваш? Па, например, ако е била под масаке
Ја познам, ако е лука на подмаса ќе го најдам. Како мириса бело? На што мириса? На јаготки. Да, Да? А како мириса лук? на воровен. На боровинка. Значи, сите имаме различни мириси. На што ти мирисам јас? Каков мирис имам? На парфум. На парфем. Ти ставаш парфем? Кој ти е омилен? Имаш некој омилен? Да, мој. Зошто ставаат возрастните парфеми? Па за да мирисат убаво. За да мирисаат. Ако не стават парфем? Не да мирисат. Зошто децата секогаш мирисаат многу поубаво од возрастните? Пошто се деца. Што мислиш, од колку години детето станува возрастен, односно од колку години веќе кој ќе ти речат си голем? На 23. На два претходно си дете, така? Да. Која е обврската на децата, а која е обврската на возрастните? Па одврската на возрастните е да си работат по своje. Да си работат, така, друго? Па друго да чистат, а децата ако имаат за детско чистење. Децата, детско чистење, а која е обврската на децата? Но да си играат со играчки. Ти повеќе сакаш да си дете или возрастен? Возрастен. Зошто сакаш да си повеќе возрастен? Зар не сакаш да си играш со играчки само? Па сакам да ја помагам на мама. Сакаш да ја помагаш на мама, а дали сакаш да одиш на работа? Да. И што би работела? Фризерка. Флизерка би била. Тоа многу забавна работа. На кого би му правил убави? На машки или женски флизер? Женски, само женски флизер? Има и женски и машки. И женски и машки. Какви флизури би им правила на женските? Па на женските им правам витка на коса и ги френирам или ако одат некаде им ја украсам водата или им ја бојам. Дали ти кога требате да идете на некоја веселба, ти ги правиш дома на мама, на баба, ти им ги правиш дома флизурите? Да. Дали може некогаш кога ние ќе треба да идам да искочам во градот, викнам да ми направиш некоја флизура? Да. Треба негде да закажам на посебно место? Каде треба да се јавам да закажам? Во аеродром. Во аеродром? Добро, ќе те побарам во аеродром, ќе ми дадеш бројче? Да, Да не си зафатена ти многу флизерка, па да не можем да те добијам. Не. Не, ќе одвоиш време за мене. Договорено? Дали знаеш што значи тоа храброст? Дека си храбра и дека ништо која нема да те боли. И која ќе го издржиш тоа. Аха, дали ти си храбра? Да. Зашто си била најхрабра до сега? За кога ми вадат зап, кога ќе ми се клати, за кога ќе ми стават пломби, за кога ќе ми прават зап и така. Значи ти на забар си многу храбра. И да им дадеш совет на другарчињата сега, како да бидат храбри кога идат на забар, што да направат? Тоа да го издржат и после кога ќе заврши да ти прави ништо. Дали знаеш што е тоа трпение? Да се стрпиш и да почекаш. Кога најчесто ни треба трпение? Кога има, значи, например, мама ако работи, ако јас сакам да ми насрта нешто, ако не знам тоа да го насртам и треба да се стрпам, ако не може се. Што правиш ти кога треба да се стрпиш? Чекам да заврши. Каде чекаш? Па на маса. На маса? Чекаш и вака се правиш со прстото, чекам. Што правиш кога чекаш? Или само си седиш и си чекаш? Само се седам и си чекам. Тоа е тоа љубов. Кога се кога те сакат. Кој мислиш дека најмногу те сака тебе? И кого ти најмногу сакаш? Јас сакам да најмногу на мама и тато. Уф, што убаво. Како им покажуваш на мама и на тато дека ги сакаш? Кога ги гушкам. Колку е тоа прекрасно. И кажи ми, мама и тато тебе како ти покажуваат дека многу те сакаат? И они кога те гушкаат, а ќе се гушнеме ли ние на крај? Може? Да. Што мислиш дека значи тоа на лагата и се кратки нозете? Кога ќе излажеш некого, кога нема да биде вистина. Како познаваш ти вака кога ќе видиш некој дали лаже или не лаже? Само се кратки носет и кога му е голем носет. Што би значило тоа тивка вода брег рони? Кога ќе нема бранови. Во водата? Кога ќе биде тивка. Кој ќе биде тивка водата? Ако тротинетот, имаш тротинет?
Да. Каква боја ти е? И точак и тротинет. Каква боја ти е? Точакот, каква тротинетот? Розова и роза. Многу розови бои. Омилена ти е розова боја? И мене. И злат. И златна? Бела. Многу го омилени бои имаш? Дали знаеш што се тоа планети? Земји. Земји. Колку планети, колку земји има? Земји се 8. 8. Дали ги случајно да не ги знаеш? Кај си ги научила? Само 3 пати ги повторив и ги научив. Од 3 пати повторување одма ги научи. Ајде да не ги кажеш нас од еднашки или од 3 пати ќе не ги кажеш, да видиме дали ќе ги научиме ние. Меркур, Венера, Земја, Марс, Јупитер, Сатурн, Венера и Уран? Уран и Нептун. А Плутон? И Плутон? И толку се. Ај уште еднаш да ги кажеш, сега втор пат, да изборам јас дали се 8. Меркур, Венера, Земја, Марс, Јупитер, Сатурн, Уран, Венера, Нептун? Нептун. Браво, уште еднаш како не ги повториш, ние ќе ги научиме. И од кај се роди таа љубов толку планетите да ги... Кај ги сретна првин, кај ги вида? Да ги научиш? Па прво ги гледав и ги научив. Од гледање ги научи. Имаш ли некоја вака кај што ти фаќа најмногу, кај што ти е најубава? Па да. Која најубава ти изгледа? Земја. Земја. Не, таа ладната. Ладната? Како се вика таа ладната? Не. Ама да ја видиш Уран. Зошто таа ладната најмногу ти се допаѓа? Пошто е многу ладна и ако таму живееш, ке нема како да живееш. Пошто ќе смрзнеш браз. Ќе смрзнеш, ако си облечеш нешто скафандер топло? Па ќе ти биде ладно. До толку е ладно таму? И ако облечеш пак уште ладно ќе ти биде. Да уклучиш грејење тогаш? Па ќе ти биде ладно. Како може толку да ти биде ладно? И ако уклучиш топла клима пак ќе ти биде ладно. И клима, и подно грејење, и парно, ако уклучиш све, ако уклучиш ќе ти биде ладно. Па како таму живеат луѓето? Па нема луѓе. Освен на Земјата, на друга планета има ли луѓе? На ниту една друга планета нема луѓе? Само на една има. На која? На Земја. И како луѓето одлучиле да живеат баш од сите од 8 планети, баш рекле ние на Земјата ќе живееме. Како баш одлучиле? Таму е и ладно, и топло, и така. И заради тоа, ако тебе ти даде да бираш, на која планета би живеела? На ладно. На најладната сепак би живеела. А на Марс има ли луѓе? Мислам дека има, тука што има 3 очи и тука 3 очи такви. Такви се луѓето на Марс, со 3 очи. Да, и Со што гледаат? Со сите 3 исто гледаат? Или едно толку им гледа нешто друго? и ти тука има, ти тука има, ти тука има, едни рачки, и на нив има скоро очи. Што гледаат со толку очи тие? Се. Све гледаат. Сакаат се да гледат. Ти дали сакаш се да гледаш? Да. Што најмногу те интересира? Јас се гледам со 2 очи. Со 2 очи дури гледаш ти. Па, се ако гледам право и мама ме ја гледам. А мене ме гледаш ако гледаш права? Да. Ај гледај тогаш ти право, јас ќе направам нешто, ти да ми кажеш дали сум... Не, ќе ти покажам нешто со прстите и да видам дали ќе погодиш колку прсти сум ти покажала. Само без мамење, добро? 2. Ај сега уште еднаш. 5. Како ти успева така? Кажи ми, која е магијата како ти успева? Ајде да ме научиш. Епа, прво ако гледаш право, па јас пошто немам тука очи, ама пошто маца се познаваш, познаваш и кога ќе ти ги гледам, значи јас го оставам едно толку пати гледам. Ај сега со едно ухо ќе гледам право и да видам дали ќе ти пугам прсти. 2. 1. Ај уште еднаш. 1. 2. Ај уште еднаш. 2. Ова е некоја моќ. Друга супер моќ дали имаш? Значи, имаш супер моќ за мирисањето. За мирисите имаш супер моќ. Имаш супер моќ за гледање. Друга супер моќ мора да имаш.
Па, ја нешто многу знам да правам експерименти. На експериментите им правам на барбеките од издишани балони, да ги правам фризури и така. Зошто не ни донесе на таква барбека со стишани балони фустан? Па, пошто и се закла без стига, што и не можеме да извадиме и затоа да ја донесов на друг, пошто тоа ми беше за роден. Многу барбеки ти донесува за роден ден? Ама таа со стигачот е најинтересната. Да. Кажи ми, маче, дали ти беше интересно? Да. Дали ќе дојдеш повторно? Да. А дали ќе се гушнеме сега? Да. Ајде една гушка да ми дадеш, да им кажеме чао на другарчињата. Ќе им кажеме? Браво, да пукне. Деца разборуваат. Нашето второ другарче денес е еден огромен джентълмен, ќе ви кажем на крај зошто, а се вика Дарин. Дарин. Колку години имаш? 6. Кажи ми, дали секоја година роденденот ти се паѓа во ист ден или секоја година различно ти се паѓа роденденот? Што мислиш? Различно. Од што зависи кога ќе ти се падне роденденот? Некогаш ми е во понеделник, некогаш ми е во среда, некогаш ми е во вторник, некогаш ми е во петок, некогаш ми е четвртик. Секогаш ти е летно време или некогаш се паѓа и зимно време да ти е роденден? Некогаш и зимно. Да. Што сакаш да правиш за твојот роденден? Најм како да ти изгледа роденденската забава? Па, убаво. А другарчиња? Да. Многу? Кои ти се најдобри другари? Стефан, ама имам и другарки, се викаат Јована ми е другарка и Јана Таневска, имаме две Јани. Две и по презимињата ги разликувате. А што си размислил ли зошто сите имаме различно име, за да не викаат, нели, ако сите се викаме Дарен, нема да знае кој да се сврти, така? Зошто сите имаме па различно презиме? Вака, сите имаме различно презиме, ама тие што сме дома па исто презиме имаме. Како е можно тоа? А зошто така, знаеш? Вие сите дома имате исто презиме имате, а различно име. Така? Како е тоа можно? Се презивам Ларсовски дома. Јас се викам Дарен, мама се вика Тања, тато се вика Александар и брат ми се вика Вен. Кажи ми, кај вас дома, кој е главен? Мама. Мама, зошто? Како избравте мама да е главна? Тоа дека е единствено женска дома или зошто избравте мама да ви е главна дома? Оти ми прави ручек, ни кажа, ни дава што сакаме. А сега, ако ти речеш од денеска мамо седи си и јас ќе правам ручек, дали ти ќе бидеш главен? Или пак мама ќе остане главна? Ја ќе бидам главна. Ако треба да им направиш ручек за да бидеш главен, што ручек да им направил дома? Знам да правам макарони, знам да правам кафе. Има кафе, горко, благо, какво кафе? Или кој како сака? Кој како сака. На кого најчесто му правиш кафе? На никој не ми даваат дома. Не ти даваат, ама ти знаеш. Кој ти има научено? Никој сум научил сам. Ти си друго нешто сам што си научил има? Сум научил сам да правам макарони. И тоа си научил сам. Значи, кај тебе на гости кој ќе не викнеш на кафе на макарони да дојдем. А ако ти речем дека сакам нешто благо да јадам, тоа ќе знаеш да ми направиш? Ќе ти дам, ако имам, само ако не имам, ќе ти направам ако сте. Ако знаеш, добро. Колачи ќе ти направам. Со какви колачи? Ќе ти направам пица. Правите најмногу кај дедо? Си играм нешто играчки. Со дедо нека активност имате или нека заедничка игра со дедо? Точак. Знаеш да возиш точак? Да. Со помошни или без помошни? Па и со помош. Како се научи да возиш точак? Имам голем кај дедо. На големиот точак сам се возиш кај дедо? Да. Честитки. Браво. Браво. Како успеа да научиш сам да се возиш на точак? Кој те научи? Никој се научил сам. Како рече дека се вика брат ти? Ведар. Поголем или помал од тебе? Поголем. Тука ми. Опа, ти значи многу си пораснал. Да, јас сум најголем. Ти дома си најголем? И од мајка ти и од татко ти поголем? Не, тато е најголем за мама. И тие уште малце треба да порасем за мама и после сме исти. Што ќе направиш за уште малце да пораснеш? Кога би бил колку мама голем?
Што би направил? Исто. Кој е поумен? Помалите или поголемите деца? Па и јас сум умен. Дома, поголемите или помалите? Како ти изгледа? Кој е поумен? Јас. А заедно играте PlayStation или... Први нивниот игра, кога се заврши, тогаш му дава на другиот ако се игра. Во исто време играте или некој знае некогаш и повеќе да игра? Некој знае и повеќе да игра. Кој знае повеќе да игра? Најчесто ти остануваш нека минутка повеќе или бат? Тато. Тато најмногу игра дома. А од вас, од тебе и од бато, кој знае нека минутка повеќе да игра? Ја. Што мислиш, зошто е важно да ги слушаме другите кога зборуваат? Треба да почекаш, па после они да збора, да го збори со некој друг. После тоа да тој кој што сека да каже на некој, тогаш да му каже на тој на баткото да му каже. Што ќе се случи ако двајца зборуваат во исто време? Нема ништо да ги слушна. Ти со бато кога разговарате, зборувате еден по еден, двајцата во исто време, како си правите муабет? Па еден по еден. Така треба, така? И се разбирате. Кажи ми, дали знаеш што е тоа кога некој ќе рече дека е некој друг фер? Да зборуваш добро, да делиш и ако сакаш нешто да ти даде некој, да му даеш. Почне да е поголем. Така, ти знаеш некој што е фер? Познаваш некој што е многу фер? Јас сум многу фер. Кажи ми, како ти се викаат твоите две баби? Едната се вика Бијана, другата се вика Младенка. Што најмногу сакаш да правиш со двете баби? Што најмногу сакаш да играш, да правиш некоја активност? Сакам да играме игрици. Со бабите си играш да ти играат бабите на PlayStation и тие? Не знаат да играм. Не знаат какви игрици сакате со бабите најмногу да си правиш? Јас сакам да играм најмногу некоја игра кој што бабите знаат. Која игра на бабите? Па како ти викаш? Не, Не туку. жмурка. Не жмурка, туку ручек. Ручек правење? Кој ручек ти го прави најубав едната баба, кој другата? Првата ми го прави најубава макарони, и другата баба најубава ми ги прави пиците, ама пиците јас си ги правам сам. Ти, значи... Знам да правам пица. Како се прави? Ајде да кажи ми рецепт како се прави пица. Ке земаш тесто, ке наматкаш вака само зејтин од крајчињата, ке земаш кетчуп, ке правиш вака, лама, па печурки, па друго, како се викаше, па маслинки, па после тоа да исаеш орегано после да лепиш салами, после тоа печурки и маслинки, кашкавал и после тоа се пече, ќе се испече и после тоа ако се ставаме на тагнира, ако сакаме да си земеме мајонез или кетчуп да јадеме со тоа, ќе си земеме. Па таа многу голема пица, за колку луѓе е таа пица? За таман. За таман. Што е за тебе среќа? Што значи тоа среќа? Да си најдеш паричка. Паричка да си најдеш. Кај наоѓаш ти паричка? Кажи ми, кај се наоѓаат парички? Ја еднашка најдов домче и друго видов нешто златно, земам, кога гледам паричка. Што збориш? Надвор. Дури надвор си ја нашол таа паричка. И што се прави? Што направи со таа паричка? Се чувам сега некаде ми. Гледам, просто дома ми стоеше тама у соба пред орам, таму имаше една паричка и јас ја видов и имам една тажничка со PlayStation и таму си ја ставив. Кажи ми, кога ќе собереш многу парички, што сакаш да си купиш со тие многу парички? Играчки. Какви играчки би си купил? Колички, слагалици, джипови. Како? Мене ми кажа дека ти многу си сакал коли и знаеш многу коли. Да, една Lamborghini имам домче. Дедо ми го порача од тему и мотор. Вистинско Lamborghini?
Не, вистинско малечко, само што се вози вака. Аха, а какви други коли? Кои ти се трите најомилени коли? Најбрзата, ето како се викаше најбрзото знакче? Доџ. Добро, друго? Доџ, Ламборджини и Бугати. И која е разликата помеѓу тие три коли? Ја ниту една не познавам. Знам, ама не ги знам сите. Од колку години се може веќе да почнеш да возиш кола? Кога прво сам голем, као тата, и кога имам многу години, тогаш ќе се. Колку години треба да имаш за да почнеш да возиш кола? Па 40, 25, не 25, 82. На толку години се вози кола. А нешто има разлика ако си повисок, понизок да можеш да возиш кола или тоа нема разлика, само годините? Пес кога сум мака е кога сум, тато е поголем и затоа седаме со ведран позади, инаку кога ќе порастам ќе седам напред. Сега ти си волку голем. Уште колку треба да пораснеш за да почнеш да возиш кола? Како тата. Ако некој е помало од тато, ќе може да вози кола, затоа што твојот татко е голем. Голем? И па, помал малце од тато некој ќе може да вози кола? Да. Сега јас сум помала од татко ти и мајка ти е помала од татко ти. Сега ние, значи, ако на улица, ако не сретне полиција со кола... Па знае и мама знае да вози кола. Ствар, кога научила мама да вози кола? Мама, кога си научила кола да возиш? На 25. Значи, уште малце и тебе ти треба за да почнеш да научиш да возиш кола. Така, дали знаеш што значи тоа храброст или да си храбар? Да седиш таму, ако си незабар, да седиш, да отвориш уста и докторите да ти прават што треба и после кога ќе ти ги направат забите, ќе си отидаме. Ти храбар си? Па со таа машинката само, не давам све друго, да. Значи со се друго си храбар, само со машинката не. Да, таа малце чудно бучи, така да те разбирам. А брат ти дали е храбар? Не е храбар, не забар. Само дава да му ги предгодат забите, ништо друго. Само толку дава, ништо друго? Да. Што прави во меѓувреме? Само со огледалцето и со воздух и толку. Дали знаеш што е тоа трпение? Знам. Што е да ни кажеш? Ако некој збори, ако зборат, например, мама и тато, и ако сакаме јас или Ведран да им кажеме нешто, треба да почекаме мама да збори со тато, кој ќе престане, да тогаш да се стрпиме малце, да се поседиме. После тоа, кога ќе заврши мама со тато да збори, тогаш кога ќе му кажа нешто на тато или на мама. И што правиш ти, дур си седиш, дур почекуваш малце, дур мама збори? Па си чекам, си гледам надвор на прозора, кога сме околу, си гледам вака на прозор, вака си гледам. Што мислиш дека значи тоа кога некој ќе рече на лагата и се кратки нозете? Малежок, лаже и голем носот и идат во затвор и малечки се. Тие што се малечки, им се кратки нозете. И лажат. И носот им е голем. Да. Како Пинокио. Како Пинокио. Ако ќе кажат вистината, им се повлекува носот? Не, туку им се собира. Им се собира, а нозете им растат ли повеќе? После тоа веќе не им растат, после се бебиња. А кажи ми, дали имате тајни со брат ти? Тајни? Да. Кои тајни ги имате со брат ти? Кој чува повеќе тајни, ти или бата? Ја. Кој најмногу знае да чува тајни? Тато. Тато знае најмногу да чува тајни. А он тебе ти кажува тајни? Не кажува. Да? Некогаш му кажува и на Ведран, ама и на мене ме кажува. Ама кажи ми, што сакаш да видиш кога ќе пораснеш? Полиција. Од каде ти текна баш полицаец? Да фаќам кратци. Да фаќаш кратци? Што прават кратците? Крадат, идат во продавници, взимаат работи, не ги плаќаат. Што најмногу взимаат од продавница? Благо. Благо најмногу взимаат? А брат ти што сака да биде кога ќе порасне? Сте разговарале на таа тема? Не сум го Не?
Вече ќе го прашам, кога кидам друг пат кај тебе, тогаш ќе ти кажам. А брат ти ќе го донесеш ли тука кај нас? Ќе донесам. Да, ќе ни каже он, што мислиш еве брат ти, ако дојде, што да го прашам? Некој лесни не работи. Например, што лесно да го... Тебе многу тешки работи те прашавме. Ти дека си многу голем, така? Например, што лесно би го прашал ти? Да му кажеш која буква ја знае, кои букви ги знае, што е тоа таму на вратата. Ако го прашам што е тоа љубов, ќе знае ли да ми каже? Па ќе му кажам ја. А ако го прашам што е тоа симпатија, ќе знае ли да ми каже? Не. А ти? Ја. И ти не? Зошто ти не? Не знам. Знаеш ли што е симпатија? Да. Имаш ли симпатија? Се усрамни. Не се знам. А дали имаш женска? Не. Зошто не? Па ваков мангуп, ваков убав дечко? Сигурно. Треба ваква да ми биде косата за да си одам вака и кога ќе ме цел ден ја се свие некоја девојка и ако сака да се омажи со мене, да си ја земам само и ќе не сум дома. Чекај, со каква коса се фаќа женска? Како треба ти биде косата за да ти фати женска? Кафеава. Многу се срамежливо за симпатијава, не те погодив. Не? Днеска тато играше PlayStation, купи една кола, возеше, 9-то место. Како на толку возење 9-то место? Беше брза колата, ама 9-то место беше. Како може така? А ти кое место најчесто си? Па, кога возам со спори коли, некој ако се поспори, јас ако сум малку брзам, значи ја ќе бидам тогаш прв. Ти се случило некојаш до сега да бидеш прво? Сум бил прв. Која кола е побрза? На мама или на тато? Направо треба да возиме да видиме која е побрза. Треба да најдете нека улица направо. Али баба знае да вози кола? Не. Не? Едната баба знае, другата баба не знае. Зошто таа другата баба не научила? Она не знае да вози ни еден точок, не знае да вози. Не сте научила? Сега, дедо тебе те научил точок да возиш, а баба не ја научила? Но не ми научил дедо, јас се научил сам. Како така сам си се научил? И пусто имам голем точок. Ама не ли ми кажа дека точокот кај дедо си го возил? Да, го возиме на улица. Со големиот точок? Вртиме точици, да, можам сам да возам. Кажи ми, ајде Можам и вака стоечки. Без раце? Можам да се. И без раце можеш дури да возиш? Можам само со едната рака да се. Ау. Ама ако возам вака и ако само ги вртам педалите, ќе ми се сврти воланот и на крај после ќе се чукнем и на крај ќе плаче. Ќе се повредиш. А бато знае ли точок да вози? Знае. Знае? Се, ако треба некого да научиш точок да вози, што би му рекол, како се учи некој точок да вози? Да, ќе му кажам. Како се учи некој? Треба да стоечки да го вози, седечки, да се држи за... Како да одржува рамнотежа. Знаеш што е рамнотежа, одржување на точок? Да, вака да држиш и да не ти се вртат рацете, да држиш вака. И да вртиш вътре. Кажи ми, што е полесно да возиш, точок или кола? Точок. Точок или тротинет? Тротинет. Тротинет или ролерки? Тротинет. Значи на крај испадне дека најлесно се вози? Точок, тротинет. Ти благодарам многу. Зашто најчесто се случува да си таш? Да се удам некаде, после да ме боли и да плачам. Ако се удри некаде, ако падне, ако се повреди некаде, ако се упне некоја мазака и кјашињата. Ако видиш некој што е тажен, сега замисли гледаш некој другарче што е тажно, што би направил ти за да го развеселиш? Па ќе се смирим, ќе му правам смешки и он ќе се развесели. Ама друго, брат ми кога плаче, јас му правам смешки и он се смее, накрај се смее многу и накрај пристанува да плаче. Па и Ведран ми покажала смешки. И он исто такви смешки прави исто? Да, еднаш кога Ведран, он прв почне, ја го удрив, и ја не го удрив и накрај он после тоа зема телефонот,
И така ти направи смешка. Не ми направи така смешка. А тоа не беше смешно? Не, тоа нешто многу беше многу. И како ти помина кога те болеше после многу? Вриска. Ти не знаеш колку вриска. Да? Уште да ми беше на гости, ке требаше да си одиш. До толку многу си врискал. Како си ти таков умен, таков голем дечко, па да пораснеш? Што правиш толку посебно? Си играм. Вежбам, имам на телефон едно тако за вежбање. И вежбам и накрај тамо гледам. Си се бајле, мама и тато спија, а мене ме тегна да вежбам и ја почнам да вежбам. Што вежбаш? Имам снимето, ќе си пуштам што сакам и ќе стиснам таму кај црвеното и не мога да виждам. Ќе спуштам долу телефон, ќе правам и накрај ќе ми искочат големи мускули. До блеска наполних малце, пипни да видиш колку. Ау, колка многу големи мускули. Која е таа вежба за толкави мускули? Најде филмешка на телефон и го снимев. Да? Ајде кажи ни некоја вежба за големи мускули. Па склеко ви да правам. Ќе седнеш само вака со рацете и вака. Извини. А кои се вежби за женски? Сега за машки се мускули да направат, за женски кои се вежби? Па и они може да прават брзо ручек. О, вежба за брзо ручек да прават? Да. Значи они со раца вака некоја вежба брза. Да. Зошто ти вежбаш за да имаш големи мускули? Да бидам многу јак и брз. И брз да бидеш и јак да бидеш. Зашто сакаш да бидеш толку брз и јак? Сега кога ќе се бориме и ако има некој површ од мене, вака да му е будно наката и да го пукне. А сега мене ми е страв да направам со тебе да пукне затоа што многу си силен. Ама понежно, може? Да. Понежно? Со девојчиња нежно се прави. Дали ти беше интересно? Да. Дали ќе дојдеш пак? Да. Следен пат кога ќе дојдеш сам или со брат ти? Супер. А дали уште некој ќе земе со тебе? Мама и дата. И мама и тато да дојдат тука да ни кажат? Да се смеат они. Они да се смеат, а ти што да правиш? Ќе зборувам со тебе што ќе кажеш. Дали сега ќе се гушнеме? Да. Дојде една гушка и ќе им кажеме чао на другарчињата, ќе мафнеш? Да. Чао. А сакаш некого да поздравиш? Некој било кој, бебето Уно да ја поздравиш. Да пусти. Што ќе кажеш еден совет, како да не плаче толку многу да биде умна? Да си седи тамо со тетка и да си седи тамо во кревет. Аха, а на бато што совет би му дал? Ќе му дам да си игра со нешто ако не е многу смирен. Ќе му дам нешто да си игра и ќе се смири. И он ќе се смири. А за тебе некој совет да си дадеш? Ти смирен си, умен си. Да. Нема што така. Ви благодарам за уште една дружба. Благодарам од мене, од тимота и од Сокогорица, најубавите сокчиња Витаго. Со нетрпение очекуваме да се видиме следната недела. Чао!